Готварството е уметност во приготвување на храна и вештина со која се задоволуваат најстенчаните вкусови на гостите. Мојот денешен гостин е професор по готварство и практична настава во Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски. Под негова асистенција за водици беше приготвена и поделена за охриѓани и гостите рибина чорба во специјален казан од 2 тони. Добре дојде во Печат за професорот по готварство Блаже Јордановски. Добро вечер. Професоре, со вас е и ученикот од 3-та година, Томи Трајановски. Добро вечер. Кој што е битолчанец, а учи во вашето училиште. Како сте задоволни, ево, како пројде манифестацијата? Вие бевте ментор или одговорен или главен виновник во наводници за приготвување на чорбата во огромна количина од 2 тони. Да. Па еве, морам да кажам дека ова не е веќе трет пат. 2012 година беше првиот пат. Исто беше околу негде 2000 литри. Минатата година 3350 обид за рушење на Гинисовиот рекорд, меѓутоа за жал не успеевме од некои технички причини. И годинава, значи по трет пат, исто 2000 литри чорба кој што беше послужена на Денот на рибарите, односно на 20 јануари оваа година. Како сте задоволни, ево, дали имаше коментари, пофалби од оние што има можност да ја вкусат чорбата? Така, од коментарите кои што изслушавме, значи сите што ја пробаа само пофални зборови. Меѓутоа исто јас сум лично задоволен од она што го направивме, како на самиот ден, меѓутоа исто така и како помина подготовките за подготовка на таа чорба. Значи, подготовките траја негде околу 2 дена и онај ден во понеделникот, значи 3 дена. Почнавме од саботата со чистењето на рибата. Имавме околу 500 кг риба. Заедно со учениците и колеги професори од нашето училиште. Значи, работевме саботата од 8 наутро до некаде 18-19 часот вечерта и во неделата од 12 часот, значи после оние сите што се процедури во врска со фаќањето на крстот, значи од 12 до некаде околу 17-18 часот, навистина голема работа. И понеделникот негде околу 8 часот до 16 поручека, значи подготовката, делењето на чорбата и така. Значи не само што околу 500 килограми риба, така рековте, тоа е навистина голема количина. Моравте сами, веројатно, во таа ви помогнат учениците. Голема количина која што благодарение, значи искрено, благодарение на учениците кои што навистина се залага и кои што беа ангажирани, се направи оваа работа. Инаку без нив навистина е многу тешко. Ние навистина сме неколку професори, меѓутоа без нивна помош сигурно дека немаше да биде сработено онака како што требаше. Покрај рибата имавте и други намирници кои што треба да се... Така, покрај рибата, значи имавме исто и негде околу 80 килограми морков, цели рипак шканат околу 50 килограми, брашно, значи за запрашката околу 80 килограми, 100 литри масло и зачините кои што беа потребни за ова, значи негде околу 500 килограми риба и зачини и намирници и негде беше околу 1600 литри вода, значи негде 2000 литри, 2100 литри максимум беше чорбата. Колку требаше време да се загрее огромниот казан? Значи имаше и доста, колку што приметив, бидејќи бев на настанот, и дрва за греење, така за... Да, од прилика, значи му требаат негде околу 2-2,5 часа, во зависност од тоа какви се дрвата и како се ложи огнот. Меѓутоа за околу 2-2,5 часа се загрева водата, иако е навистина огромна количина, а потоа е многу лесно, значи кога се загрее водата, многу брзо ја составуваме, затоа што претходно значи ги имаме направено сите подготовки, од чистење на рибата, пражењето на зеленчукот, мора значи претходно да се направи затоа што немаме услови таму тоа да се направи. Исто за пршката подготвена претходно, повторно заради неможност од немање на услови да се изведи тоа на лице место, меѓутоа сето тоа не намалува во квалитетот на она што се добива на крајот. Колку време беше потребно да врие чорбата, да се свари?
Па вака, значи 2-2,5 часа ние да зоврие водата, а потоа состојањето негде околу 40 на минути, значи зеленчукот да се стави да зоврие, бидејќи кога ќе оставиме зеленчукот и водата, односно и рибата, температурата на водата не намалува, бидејќи се тие ладни. Значи негде околу 40 на минути се доволни за да се состави сето тоа. Навистина фасцинантна работа. Ако за некого е тешко и 4 килограми да се свари 2000 или 3, навистина не е за подценување. Имате ли дилеми? Има ли професионални дилеми во тие моменти? Нешто да не појде наопаку? Сите тие дилеми се разрешуваат со моментот кога се прифаќа сета таа работа. Значи штом се прифати таа работа, дилеми не треба да има. Значи или се нафаќаме и правиме, или пак велиме во старт не можеме да направиме, не е ни срамота ни грајвата ако нешто не може да се направи, затоа што навистина е многу голема и работата, меѓутоа уште повеќе и одговорноста. Замислете 7000 оброци, ако нешто тргне наопаку, што може да се случи? Значи не сакаме ни да мислиме што може да се случи, значи навистина е голема одговорност. А инаку други дилеми нема, значи што се почнало, се расчистуваат дилемите уште на почеток и на крајот испаѓа така како што испаѓа. Колку ученици и како ги избравте? Учениците ги бираме секако, значи оние што ни се подобри и ги бираме од и значи да имаме и од втора година и од трета година, затоа што и за нив ова е големо искуство. Беа ангажирани околу 15 на ученици, значи во сите тие 3 дена. И јас мислам дека нивното искуство што го стекнуваат во тие денови му е огромно во смисла љубов кон професијата и што она понатаму ги очекува во текот на работење. Меѓу учениците кои што беа ангажирани во приготвување на рибината чорба беше и Томи Тројановски. Па Томи, ево како беше чувството да се биде дел од навистина еден голем проект? Да, навистина. Иначе чувството беше незадоволително, убаво. Како меѓу другарите, меѓу соучениците, се помагавте, се поддржувавте, беше ли замор на работата? Па, за работата не беше толку заморна, ама интересна беше, затоа што имаше дружење и со другите ученици, забава. Значи си наоѓавте во работата и да малку да се релаксирате, така да не мислите дека е многу тешко. Да. На што бевте ангажирани? Ево, беше тешко чистењето риба или зеленчукот? Па тоа чистењето риба не беше баш толку тежок дел и зеленчукот да се изчисти, да се исицка и така и други работи. Не беше баш воопшто многу тешко. Сепак и забавно, како што реков преходно. Бевте од втора и од трета година? Да, од втора и од трета година ученици. Не приметив таму девојчиња и прашав зошто нема и од женскиот дел. Имаш и девојчиња, ама тие неќе да се експонираат, така? Да се појават, неќе да се... Во јавноста. Да, во јавноста. Неќе да се кажат. Прв пат учествуваш така во прв пат учествувам. Ваков проект. Па професоре, колку е тешко да се организира и реализира, ево? Нешто рековте, ама сепак одговорноста и организацијата и во односи на децата и на учениците и на колегите. Има одредени проблеми, меѓутоа тие се многу мали во однос на се тоа што се случува. Проблемите кои се во смисла учениците се на годишен распуст. Денот Водици знаеме дека се слави, значи многу. И меѓутоа сепак наоѓаме деца кои што навистина сака да работат, значи нема со сила, туку нема забушавање, значи нивна волја ние ги понудуваме, тие прифаќаат и така го решаваме проблемот. Инаку што се однесува до другите организациони работи, многу битно е значи како ќе се договориме со оној што ги дава намерниците. Значи ако со добавачот, ако тој ги достави намерниците на време, тогаш немаме никаков проблем, а одговорноста ние која што сме ја прифатиле, значи се исполнуваме до крај. Професор, ево, значи имавте можност по трет пат така
организирате еден ваков настан. Ево што најчесто ги советувате во надвор од она професионалното што им го предавате на учениците, што им го давате како совет? Наистина е готварството колку убава, толку и тешка професија. Јас секогаш и на час, значи истото му го кажувам дека тие треба во овие нивни школски денови, значи од 1 до 3 година да впиваат и да попримат се она што му се нуди како знаење, затоа што тие 3 години поминуваат многу брзо. После тие 3 години, значи некој од нив очекува дека треба нешто да работат, односно да ја работат професијата онака како што и заслужува и како што треба да биде. Значи секогаш да впиваат знаења со цел да му биде полесно понатаму во текот на работењето и да бидат што поуспешни. Томи, ево, како дојде до тоа да го избереш средното гостителско училиште и од Битола да го продолжиш образованието во Охрид? Зошто токму готварството? Па, некако испана тоа на брзина, иначе не бев одлучен да се запишам баш за кувар, Охрид да одам да учам куварство. Иначе училиштето, кога бев јас основно беше промовирано, така добив јас некаква слика, информација за такаш. Информација. Мислев дека тоа ќе биде добро, сепак и занајд да научиш. Има ли други ученици од Битола кои што Да, има и други ученици. се запишани во... Да, има и од Битола и други ученици. Се запишани во гостителско. Ево си веќе на крај да кажеме, Да. уште едно полугодие, Завршна така. година. Си задоволен од она што го имаш досега научено, од она што како искуство Да. што го стекна во училиштето? Да, задоволен сум што го стекнав благодарение на професорот Блаже. Целосното знаење, професијата. Ги следиш ли, ево има голем наплив на емисии, значи имаме можност да ги следиме на разни канали. Ги следиш ли емисиите по готварство? Кулинарските, да. Да, ги следам кулинарските, најчесто Джеймс Оливер, тој ми е омилен кувар. Тој ми е... На некој начин, како што е во музиката, некој идол, мислиш Да, така? идол. Джеймс Оливер, идол тој ми е. Нонстоп го пратам, значи дома кога ќе одам, нонстоп тој го гледам. А експериментираш ли надвор од училишната кујна, од кабинетот по готварство во кујната дома, да приготвиш нешто, да ги изненадиш во семејството, да им покажеш што си научил? Да, нормално тоа. На моите и му приготвувам јадења кои некогаш тие не ги правеле, ги изненадувам. Што е ова што најмногу ти се допаѓа, што си го научил во училиштето? Како мислите? Да го приготвуваш? Јадење некое? Да. Па најмногу готвените јадења, например, кои што се нашите стари јадења. Тавче, гравче, некој, например. Може би сега ќе им подготвиш и рибина чорба? Оповесно. Ке ви приготвам. Што друго ево сакаш да приготвуваш од храната? Што друго? Па, многу сакам да правам салати, ланни предјадења. И кога бев на пракса во објекти, многу сакав да правам ланни предјадења и салати. Тоа ми беше омилено нешто. А што е со останатите, ево, светски кујни, може би ти е предизвик некое екзотично јадење? Па, за светските кујни не можам да се снајдам за намирниците, што во нашата држава нема некои намирници, не можам да ги најдам и така да не можам тоа јадење да си го направам. А може би да експериментираш и да замениш некоја намирница која што ја нема тука, па нешто друго да... За експериментирање? Дали си се обидал? Да, сум се обидал.
Сум правил разни нешто дома. Така моите нон-стоп изненадени се. Имате навистина професори одлична кујна или кабинет по готварство. Да. Кујната е релативно нова, значи да праве непред некаде околу 4 години со донација од Култур Контакт, организација која што работи во рамките на австриската амбасада. И значи со нивна помош е направена таа кујна и навистина е добра по сите стандарди што може да биде направена. Колку може ево ученици да експериментираат, да работат во Па вака, ние имаме... да приготвуваат храна Да. од она што ви е Значи, во наставата зацртано? Кај нас секој клас значи се дели на две групи и така се одвива практичната настава. Едната група останува во кабинетот каде што се се учи редовната настава, а другиот дел од истиот клас значи оди во објекти, значи во хотели и ресторани каде што ја обавуваат таа пракса. Инаку имаме 12 работни места што се навистина сосема доволни. Работни места во смисла шпоред за секој ученик, инвентар за секој ученик и навистина значи можно и да се работи и секој ученик да се стекне навистина со добри знаења. Овде ќе направиме пауза за реклами, ќе им дадеме предност на рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Професор, ево, колку имате во моментов ученици во насоката готварство? Во насоката готварство моментално се од трета година 3 паралелки, со вкупно некаде околу 80 ученици и во втора година се 2 паралелки, значи намалена, меѓутоа таму имаме 54 ученици. Иако се во трета година по 3 класа, бројот на ученици е помал, меѓутоа затоа во втора година се 2 класа со 54 ученици од прилика. Значи имате ученици не само од Охрид, од околинава, ево и од Битола. Од Факт каде е се дека, значи, има ученици кои што... Има од поширокиот регион, значи имаме од Битола, имаме ученици кои што доаѓаат од Ресен, имаме ученици кои што доаѓаат од Струга, имаме ученици кои што доаѓаат од Дебар, имаме ученици кои што доаѓаат од Кичево. Значи овој западниот регион скоро, значи сите градови ги имаме офатено со ова наша струка. Но и покрај тоа бројот бројот на ученици така, драстично, како и секаде, училиштата. значи во училиштата драстично, значи не опаѓа бројот. Причините се многу. Најголемите причини се наталитетот, значи тоа е основната причина. Дали е понатаму друга причина незаинтересирано за нашата струка, не можам да ви кажам, меѓутоа основната причина мислам дека е опаѓање на наталитетот. Не знам дали ќе се согласите со мене, готварството секаде во светот е на ниво на уметност, значи готвачите се навистина многу ценети, а овде некако како се уште на таа професија да се гледа од висина. Ево зошто може би, ако се согласувате, каде е проблемот? И тука постојат поголем број на причини. Една од причините е сезонскиот карактер на работењето на нашите објекти. Значи не може еден завршен готвач или готвач да работи само 4 до 5 месеци во сезоната, а да ја гледа фамилијата 12 месеци. Значи тука е еден од проблемите. Другите проблеми се ниските плати, како и секаде во сите занимања. Во главном се тие причините. Може би има и повеќе, меѓутоа тие се две основни причини за мене, зошто готвачите кои што завршуваат, значи не го наоѓаат својот пат или место под сонцето, ето пат како да кажеме тука. Да. Имате ли податоци колку од вашите ученици кои што завршуваат во училиштето се успешни надвор од Македонија? Надвор од Македонија немаме некој показател, меѓутоа тука во градот и општо во државата, значи имаме некои податоци кои што кажуваат дека оние што работат, значи во струката се навистина добри
Меѓутоа, за жал, голем дел од оние што завршуваат не работат во струката, туку се преориентираат на други занимања. Зошто е така? Рековме, има многу причини во моментов. Колку се подковани, колку се тие од кои ќе завршат средното образование подготвени понатака да се надградуваат, да учат, да напредуваат по завршувањето, значи на нивното за жал 3-годишно образование, не е 4-годишно, тие понатаму морат, значи, да завршат 4 степен на образованието, обично го прават тие кај нас во училиште и потоа можат да продолжат на факултетите било кој, значи не мора да биде на факултетот за туризам и гостителство, а би требало да биде, меѓутоа може да се запишат на било кој факултет. Доколку не се запишат, значи работат и колку се снајдуваат, меѓутоа оди потешко. Оди многу потешко. Што се изучува, професоре, или што е ставено акцент во оделот на готварство? Дали традиционалните јадења, дали ги изучувате, значи, јадењата на светските кујни? Се изучува, значи, сите оние јадења кои што ги има на една листа на јадења во гостителските објекти. Значи, од ладните предјадења до десерт. Меѓу другото се изучува исто така и традиционална кујна, односно национална кујна. Сега, овие денови, треба по распоредот во училиштето, значи ние да ги изучуваме тие национални јадења. Светските кујни во моментот, значи, немаме можност да ги изучуваме како теоретски нешто, меѓутоа по програмата, значи, немаме изучување на некои за светски кујни. Сега од наредна учебна година, значи 2014-2015 година, ќе се работи по нови програми кои што ќе дават можност, значи 20% од програмата професорот сам да избери што тој ќе работи во тие 20% слободни часови кои што му се даваат. Значи да може да ете тоа што кажевте вие, значи да се изучуваат некои странски кујни или пак да се спроведат некои трендови кои што се актуелни во моментот. Така. Вашето училиште често посетувате меѓународни надпревари, те се враќале и со сребрени, со бронзени медаљи. Да. Така беше 2011-2012. Така беше, значи 2011-2012. Кои се искуствата, кои што се стекнуваат на ваквите надпревари? Искуствата се огромни. Не само за нас како професори, исто така се огромни за учениците, затоа што на тој начин ние му ја приближуваме, значи, струката и му даваме начин како тие да ја засакаат. Значи, сите тие ученици кои што биле на надпревари, евидентно е дека ја работат струката и понатаму, значи, не се откажуваат. За нас исто така, реков, се огромни искуствата. Потоа ние, значи, гледаме таму што се случува, гледаме ние докаде сме со на ние што го работиме и мислам дека не заостануваме многу. Меѓутоа, со оглед на тоа, со колкав фонд или со колкав број на намирници ние располагаме, значи не тука не. Значи се носите некаде со трендот кој што е во училиштата на нашиве простори. Да. Во Браччина беше 2012-та, така, еден Анасон ви даде главоболка, ви зададе главоболка. 2011-2012 беше Анасонот. Да. Анасонот е намирница кој што многу тешко можевме да ја најдеме овде, значи се потрудивме, ја најдовме, имаше во Скопје и направивме топло предјадење од Анасон. Минатата година, значи 2013 во септември месец бевме во Словенија, на надпревари во Словенија и таму подготувавме национално јадење, значи македонска јанија, ние одавде се представивме. Таму е концептот на организација од секоја република по едно училиште. На некој начин оние бивши југословенски простори повторно да се сближат. За жал оваа година тоа надпреварување беше во Опатија, затоа што секоја година е различно. Оваа година беше во Опатија и
не учествувавме на тоа надпреварување, што не значи дека понатаму нема да се учествуваме на тие так. надпреварувања. Сега наредно тоа ќе биде во Лесковац, во Србија. Секоја година значи е на различно место. Значи има повеќе дисциплини. Повеќе дисциплини, годинава иако не учествувавме, беше фламбирање на главно јадење или десерт, значи пред гости. Беше навистина добра идејата, меѓутоа, ете, за жал не учествувавме. Да се надеваме дека 2014 2014 ќе го поправите, тоа? Да. Во 2013 Охрид беше исто така домаќин на Европската асоциација на хотелиери и угостители, навистина импозантна бројка, имаше негде околу 700 готвачи да. и учесници на таа манифестација. Ево, што е она како искуство што го стекнавте од Значи тоа тој точно настан? учествува голем број на учесници, значи тоа е таа асоциација на угостителски училишта од цела Европа и таму се работеше во тимови, значи една група или еден тим беше составен од тројца ученици, меѓутоа од различни земји. И се подготвуваше јадење кое што претходно, значи по пат на излекување, и сите ученици заедно тоа го подготвуваат. Не беше, значи овие надпревари не беа само за готварство, туку имаше тука и надпревари за бармени, имаше за дегустатори на вино, послужување на сирење и така натаму. Значи повеќе дисциплини кои што надпревари беа организирани не само во Охрид, туку еден дел беше организиран во Скопје. И тука значи се големи искуствата во тие надпреварувања, значи јас бев како комисија на сите тие случувања што бија од страна значи на готварството. Навистина имаше најсилен впечаток ево од сето тоа. Навистина имаше што би посакували да се применува во вашето училиште, можеби како искуство. Модерната кујна секогаш бара, значи што не е кај нас случај. Значи мала количина на јадење во огромен тајнир, меѓутоа сето тоа добро подготвено, значи како по квалитет, меѓутоа повеќе за од уметничка страна, значи да биде малку, меѓутоа да биде онака убаво за око. И таа е карактеристиката на сите овие модерни јадења. Декорирањето. Декорирањето што за жал не дека кај нас не треба да имаме декорирани и убави јадења, меѓутоа кај нас секоја се оди од другата страна, значи од количината. Што поголема количина, толку подобро јадењето. Што за светските трендови е сосема погрешно. Значи тука работите се да. Местиле, кај нас стојат малку во место. Малку стојат, значи во место тие работи, меѓутоа таа е појава која што многу тешко можеме да искорениме барем за брзо време, може, меѓутоа малку треба повеќе време за да се тоа направи не само ние како училиште, туку и во хотелите и рестораните, значи во објектите каде што се нуди храната. Не знам, можеби ево како професионалец од таа област, како ви се чини, што нудат нашите ресторани? Било во хотелите, било во угостителските објекти, во рестораните? Нашите ресторани... Или што ви смета да, што ево не се прати, нема чекор со трендовите кои што се можеби во разговор со собствениците на објектите, значи секогаш доаѓаме дека заклучокот, иако ете и тие сакаат нешто да се измени, меѓутоа клиентите кои што ги имаме, значи не можеме да ги навикнеме на тој начин на исхрана. Повторно ќе речам, кај наш народот сака голема количина во чинијата да има, а доколку се стави малку и декоративно, тогаш постои мала скептичност, односно ова е малку за парите јас кои што ги давам и секој се содруваме со тие проблеми. Она што се нуди, кој е вашиот став ево кон менијата кои што може би, како што кажуват и експертите, и по 20 и 25 години кои што не се променети? Менијата точно, тоа е точно така, дека менијата не се променети, останува на она класичната стара, со некои многу мали измени кои што за жал кај нас можеби за нашите гости врват, меѓутоа за странските гости некако не задоволува таа понуда која што имаме ние.
Каде лежи да Јас го мислам лоцираме повторно- можеби Јас мислам повторно проблемот. сето тоа е во традицијата, во нашата традиција. Значи не сакаме многу тешко, сакаме да се Прифаќаме прифаќаме промени, некои промени, многу не сакаме да се одделиме од она што сме го имале како да не сме сигурни што понатаму ќе се Значи случи ова не е ако само една критика и забелишка Не, кон угостителите, него и кон консументите. така. Значи воопшто кон граѓаните. Точно така, значи не викаме дека еве ви кажав, значи во разговор и од она што можам јас да го видам во пракса, значи истото се случува. Да биде голема порцијата, да има количина, а не и квалитет за око. Квалитет за око да, меѓутоа како да не наполнува значи тоа. Што е тука можеби со коктелите, со десертите? Коктелите се, значи последните години, како што можам да приметам, значи веќе почнува нешто да се прави и се нудат во гостителските објекти. Десертите и таму има некаков напредок во смисла декорирање на тие јадења. Тука веќе кај десертот количината и не е толку битна, меѓутоа таму имаме затоа значи декорација и тука имаме веќе некаков кај десертите има некаков напредок, меѓутоа кај овие главните јадења таму ни оди малку потешко. А што е ево со едукација на сладкарите? Е, Каде се едуцираат нашите сладкари? Во нашето училиште пред Бидејќи во училиштето да, во пред моментов 10 нема. години имаше една Насока. паралелка на сладкари. Меѓутоа таа за жал згасна затоа што немаше интерес. Ние секоја година правиме напор да отвориме една таква паралелка, меѓутоа на крајот се пријавува само 1 до 2 ученици и не можеме да отвориме таква паралелка, што е навистина интересно. А каде се едуцираат? Како се едуцираат сладкарите? Сладкарите Како се станува сладкар? Сладкар се станува со училиште, завршено и со искуство. Меѓутоа, последно време најверојатно е само искуство и она дома што може да се научи и она што може да се научи од некои кулинарски емисии кои што се емитуваат. Професоре, за неколку месеци ќе пројде и оваа школска година, ќе почнат уписите. Што ќе им препорачате на оние деветолетци сега веројатно, деветолетка веќе, кои што можеби се двоумат да го изберат готварството? Што ќе препорачате? Нашето занимање готварство, меѓутоа не само нашата струка, значи сите струки кои што ние ги нудиме, хотелско-туристички техничар, угостителски техничар, тоа е нешто како, значи еден дел се изучува готварство, еден дел се изучува и послужување и на крајот се доаѓа до една да речеме комплетна личност која што ќе биде способна да работи значи во ресторан. Годинава за прв пат отворивме паралелка за рурален развој, меѓутоа за жал таму имаме исто многу мал интерес, негде околу имаше 5-6 ученици. Било кој од овие струки да се избере, мислам дека нема да се сгреши, затоа што ако гледаме во однос на другите училишта, ќе видиме дека сепак барем за Охрид, угостителското училиште е навистина перспектива каде што може да се најде вработување и каде што може да се вади едно парче леп за понатаму. Ево и искуството на Том и што ќе им препорачаш на учениците дали да го изберат готварството, но оние кои што допрва треба да се запишат. Што ќе им препорачаш? Ќе им ја препорачам оваа струка затоа што е многу добра, сепак и забавна пред се. Значи да не се двоума, така. Да не се двоумат. И сепак да има поголем интерес во нашето школо. Јас ви благодарам, професоре Јордановски, што бевте дел од Печат и на Томи Трајановски секако. Благодарам. Почитувани гледачи, благодарам и за вашето внимание. Довидување.